представниците на медиумите, на компаниите кои што се тука и представниците на владата, заменик председателот на владата задолжен за економските ресори за инвестиции господинот Фатмир Бетиги, министерот за финанси господинот Фатмир Бесими, тука е и директорката на комората Пилјана Пеева Ѓурич. Во услови на уште важечките мерки за пандемијата, решивме сепак да ова средба ја направиме тука во комората, во ваков скратен состав, али сепак да биде тука, бидејќи долго време активностите се сведени на онлайн и видеоконференциски случувања, така да ево и денеска символично најавуваме враќање некако на еден оптимизам во куќата на бизнисот, каде што и треба да се решаваат прашањата. Така сакам на почеток да им се заблагодарам на господата Бетиги и Бесими, кои што често не гостува во текот на зимава во владата и во Министерството за финанси, денес да ги гостиме ние и да кажеме дека имаме одлична соработка во целиот период. Стотици состаноци се одржаа, се отворија многу теми кои што во изминатите 10 години комората ги третираше, беа оставени по страна. Упорно почнавме да работиме едно по едно на неколку фронта, особено со Министерството за финанси, на тие прашања кои што се од осетлива природа и на стратешките прашања со господинот заменик премиер, со кој што имаме редовни средби на крајот на секој месец со платформата и разговараме за стратешките прашања. Така дојде идејата да денеска и пред јавноста изнесеме до каде сме стигнати, да направиме еден пресек за да биде појасно каде ќе интензивираме активноста во наредниот период. Барањата наши нормално доаѓаат од членките, ние сме сервис нивни, ние сме слуги нивни, така да денеска ги повикавме и ними на лице место да поразговараме околу тоа, затоа што нашата функција е да бидиме во интерес на бизнисот и владата и ние, и не би сакал да должам на почетокот би го поканил заменик председателот на владата да каже свое видување и оценка за состојбите, а понатака и другите ќе се произнесат. Повелете. Председател Азевски, во суштина денеска сметам дека е еден од деновите последователни на нашиот диалог и комуникација. И тоа ние го гледаме како знак кој што треба да укаже на нашиот пристап како влада, тоа е дека стопанските комори и стопанската комора на Македонија ја гледаме како еден од клучните чинители во не само како представник и застапувач на потребите на бизнес заедницата, туку како креатор и партнер во креирање на политики, затоа што сметаме дека само со еден таков пристап во кој што имаме партнерски однос и креираме атмосфера на диалог, можеме да постигнеме во едно од клучните вредности на оваа влада, тоа е да креираме предвидливо деловно обкружување. Знаете, мене ми е малце полесно затоа што сум бил некојаш на ваша страна, па полесно ми е да можам да адресирам. Знам колку е лесно или тешко кога немате предвидливо обкружување и од првиот ден сум кажал дека ќе се заложам да преку диалог и комуникација со вас како клучни чинители да тоа го креираме. И за мене клучно е дека нема табу, нема теми кои што не може да се отворат, без разлика дали тоа бара еден ден, 20 дена или цела година на работа и илјадници состаноци, ние мораме заедно да седнеме и да ги најдеме решенијата. Мило ми е што платформата за јавен приватен диалог во кој што вие заедно со трите комори сте чинители, имаме редовни состаноци, тоа го креираме како еден начин кој што сметам дека без разлика кој ќе биде на власт ќе продолжи
начинот на комуникација, ги отвараме стратешките работи кои што се битни. Може би вие кажавте последните 10 години не се отворени, ја велам може би и подалеку, повеќе од 10 години. Слушајќи ве вас како чинители во стопанството, се одлучивме да влеземе во процес на креирање на националниот развојната стратегија, која што би требало да одговори на мноштво прашалници кои што ги имаме не само во економијата, туку и во другите сектори. Отворивме други теми кои што денеска ќе ги разговараме, кои што укажува дека власта е отворена за било кои прашање. Мислам дека Министерството за финансии промптно реагира и многу брзо доаѓа со законски решенија и тоа е, сметам дека добар показател дека навистина овој настан кој што вие го кажавте е настан кој што би требало да не отвори, да кажеме, или запред тоа што го имавме минатата година. Ја викаме во духот на заздравување и рестарт на економијата и затоа е добро денеска тоа да сме тука. Во тие стратешките теми што ги отвараме на тие редовни средби со заменик премиерот во секој петок последен во ова, за нас се особено значајни промената на царинскиот законник, која што е обемна и сложена работа и долго време не е направена, а треба да ја прилагодиме, и парафискалните давачки на кои што се работи и за кои што ќе слушниме од членовите на работната група што работат на тој план, кои што се битни. И третото е прашањето за холдингот, кој што се помрдна од местото, веројатно ќе дојде до некакво согласување да може тој предлог да се постави. Така да тоа се три клучни за комората работи кои десетина години беа ставени, добро вие прецизиравте, како табуа. Заменик премиерот кажа дека Министерството за финансии реагирало и реагира навреме. Јас сакам да кажам дека ние мандатот на оваа влада го почнавме со лош резултат за нас и ние секоја средба со министерот Бесими го гледаме тој резултат. Од поднесените барања 90% беа одбиени, а 10% прифатени, али па имаше доручек припремено за утешна награда. Сега, последниот пат немаше доручек, имаше само кисела вода, али 50-50 се барањата веќе. Така да, околу тоа нешто, ако може министерот да не информира. Првично би сакал да и кажам голема благодарност на вашата проактивна улога во дизајнирање на соодветни политики, економски политики во ова време на COVID. Тоа го кажа и подпредседателот на владата Бетичи. Значи, нашиот главен предизвик покрај другото е во ова време на COVID истовремено да реагираме со брзи мерки, интервентно, за да спасиме, значи, економија од COVID и ревитализација, а во исто време и системски мерки долгорочни кои ние ги разговараме и на редовните состаноци. Тоа за пошироката јавност, бидејќи гледам дека и како што сме разговарали, значи минатиот пат и сега, значи ова наша средба е целосно транспарентна и ви благодарам, значи, и на можноста на медиумите да ги пренесат нашите дискусии на пошироката јавност. Значи, транспарентноста и инклузивноста се принципите на нашето делување во овој период на криза, а со погледи, односно со изгледи за подобрување на нашата економија и забрзување на растот. Дека ова не се само, значи, одраз на добра волја или некогаш и само декларативни изјави. Мене ми се допадна пристапот на претходниот состанок, каде што имаше конкретни прашања. Ние исто така запишавме конкретно, а после тоа имаше следеа овие состаноците редовно што сме ги имале со конкретна пишани документи, размена на идеи и со нашите професионални тимови и од комората и од Министерството, каде што ова што беше укажано како резултат, значи првично реакцијата од страна на Министерството е на статус кво, во смисла на заштита на тие што се системски решења, што тоа е исправно. Меѓутоа, кога статус квото се предизвикува со нови ситуации, ние мора да сме проактивни и да ги решаваме тие. И тука ова симбиоза на комуникација на приватниот сектор и
и јавниот сектор во смисла на дизајнирање на соодветни политики е клучна. Јас можам само да повторам тоа што го кажавте во смисла на апдейт, односно до каде сме со овие теми. Значи, минатиот пат беше дискутирано на царинскиот тарифник, што го кажавте сега. Ние на 17 ноември на влада имавме седница на влада, каде што заеднички ресорните министерства и кабинет на вице-премиер и ние како носител на овој закон формиравме работна група која се во постојана комуникација и со членови од коморите, значи и со вашата. Според динамиката би требало некаде до крајот на месец март, евентуално може недела-две да има поместување, да имаме првичен драфт, каде што во тој дел ние одиме, значи и во тоа што е наша обврска со Европска унија, усогласување на номенклатурата и номеричките показатели, меѓутоа и тоа што беше барање на одредени инвеститори што се Европска унија во однос на усогласување на стапките, односно царинските стапки. Ние имаме некои царински стапки што се пониски од ЕУ, а некои се повисоки. Че гледаме во смисла на зголемување на конкурентноста, затоа што тие прилично се ориентирани за извоз, и тука ние како економија повише добиваме во смисла на бруто домашен производ, во смисла на вработување, отколку како фискален приход царинските давачки. Така да тука тој дел ќе го согласиме, инаку со Европска унија ние до крајот, кога ќе станеме членка на ЕУ, тогаш треба целосно каматните, царинските стапки да ги имаме усогласено. Сега во соработка со коморите ќе гледаме да дизајнираме најсоодветен пакет во смисла на царините. Инаку во однос на номенклатурата ќе се усогласиме целосна, а тоа е редовен процес што како што се менува номенклатурата во ЕУ, така и ние секоја година интервенираме соодветно ги усогласуваме. Значи тука одговорот е да. Значи тука имате на ова прашање и тогаш реков, а и со колегите, значи ова е прифатливо решение. Втора работа што беше спомната тука, покрената како прашање, одма го прифативме затоа што имавме исто и ние таква замисла во однос на транспарентност и комуникација на политиките, даночен календар. Тоа беше спомната тука. Ние сме го разгледали и веќе драфтот на деношниот календар е споделен со коморите и со вас тука. Значи, веројатно ако се усогласи, значи наредна недела може да го има објавено на веб страна. Значи, тоа е уште една работа што беше. Сега во смисла на поголемите, значи една од мерките што беше барање и тогаш во смисла на осигурувањето беше составен дел на четвртиот пакет што беа покренати тука. Во списокот на комуникации што ги има во делот на регресот за вработените од 40 на 80% да се признае, тоа е веќе составен дел на петтиот пакет, значи тоа е прифатливо. Во однос на даношниот третман на кусоците на малопродажните објекти, заради ризикот на ова сега не можеме да дадеме позитивен одговор, но се гледат можностите ради тоа што таму има многу ризични позиции каде што не може да се следи целиот процес. Ова станува збор за ситните кражби по малопродажните маркети. Знаеме дека е чувствително, меѓутоа во моментот немаме некое здраво системско решение да се избегнат одредени злоупотреби. Така да ова останува отворено прашање во однос на амортизацијата и ревалоризација на опремата, вредноста на опремата и тоа е сметководствено прашање. Имаше два предлога од страна на комората, значи едно да се избрише тој член, второ да се прилагоди со меѓународните сметководствени стандарди 16. Второто решение гледаме на тоа затоа што во законот има одредени можности на ова, но гледаме сега на ова ќе следи и дополнителни технички состаноци во министерство, професионалните екипи и со делот на коморите, тоа што е покренато, да се види ова второто решение да се усогласат со меѓународните стандарди, затоа што тука најпогодени се странските директни инвестиции, каде што тие ги водат и по сметководствени стандарди меѓународни, значи тоа отворено за кои следат состаноци, се во тек. Во однос на намалување на даночниот биланс, уреден во член 19, значи и тоа е прифатливо решение. Во однос на делот да се пријават за обврзници на ДДВ и тоа во текот на целата година, зависно од тоа кога ќе покажат потреба, значи тоа е прифатливо и ова морам да кажам, ова што ги кажувам денес тука се
usuglaseni и со Царинска управа и со Управата за јавни приходи, координирани и со ресорните министерства и со кабинетот на вице-премиерот, а информиране и премиерот. Значи целосно сме усугласени, координирани сите институции на ниво на влада. Во однос на ова имаше законот на игри на среќа да можат уживалниците да имат автомат клубовите да користат интернет услуги. Тоа беше, објаснивме дека тоа беше привремено решение само заради ковид, инаку законот дозволува, има предвидена процедура за организирање на игри на среќа. Секој што сака да организира тоа, дефинирано во законот, може да аплицира за нова лиценца за тоа што тоа така и постои како законско решение. Значи во однос на тоа го спомнавте за холдингот, уредувањето, значи тоа е во законот за во рамките на Министерство за економија. Беше минатата недела на Комисија за економски систем, заедно колегите министер за економија и вице-премиерот, јас го укажав на ова, пошто и претhodно го имавме, значи ќе се разгледа законот повторно, измените согласно ова барање за холдингот, а веќе таму има едно решение кое исто беше покрена во однос на да се претвори во влог, значи побарувањата. И тоа е едно прашање што било покренато на некои состаноци и со министерот за економија што се ги имали и ние што сме ги имали координации, значи тоа ќе следи. Значи во однос на холдингот, веројатно со економија и ќе имате и по конкретни дискусии во однос на законското решение како ќе биде. Во делот на обезбедување на ефикасен систем за наплата на побарувањата од субјектите на јавното, значи од субјектите, значи во јавниот сектор, ќе укажуваме на тоа дека во однос на ова ние имаме донесен закон за финансиска дисциплина во финансии и законот за јавна внатрешна финансиска контрола. И со едното и со другиот се регулира, значи максималниот износ на денови до кога треба да се вршат исплати, а со јавна внатрешна финансиска контрола, само да ве информирам дека веќе тој закон е на сила и се применува, одредени градоначалници и јавни институции веќе добиват укажување, решенија, некои од нив и финансиски глоби во однос на ова исплатите што треба да ги реализират на времено, каде што има задоснување, и во делот на ефикасност на јавните набавки и спречување на корупција преку уредување на методологија за примена на критериуми за економски најповолна понуда. Значи тука ние само сакам да ви информирам дека работиме со Европска унија, делегација на еден твининг проект каде што се офатени, значи овие аспекти на законот за јавни набавки. Има и две други иницијативи покрај овие со твининг што ги правиме, и вашата е едно на Министерство за одбрана во однос на ефикасност и спецификите што ги има тоа ресорно министерство и со НАТО стандардите, и второ е од страна на заменик председател на влада за борба против корупција и развој и одржив развој, значи во смисла на дефинирање по јасни принципи во однос на транспарентност и ефикасност. Значи неколку работи се случуваат во исто време и тоа и ова ваше барање ќе се стави во тој контекст. Значи тоа се вака напишани овој список на теми што сме ги разговарали до сега, што веќе се прифатливи и други што се во фаза на допрецизирање. Ќе замолам извршната директорка господјата Пеева, ако има нешто да надополни нова што е или ќе остане за понатака, и да ги слушнеме представниците на фирмите. Само побрзи да бидиме заради да го користиме времето. Повели Билјана. Ви благодарам, почитуван вице-премиер господине Битики, почитуван министер Бесими, председателе, почитувани стопанственици медиуми. Мене искрено задачата ми е олесни министерот за финансии, бидејќи во главном ги наведе сите оние иницијативи кои што се искомуницирани со комората во изминатиот период. Дел од нив беа иницирани и повеќе поврзани со мерки кои што ги баравме и ги очекувавме преку нас, всушност нашите компании членки, а беа поврзани со решавање на предизвиците со корона кризата, меѓутоа и неколкуте теми кои што беа спомнати, а што се наши долгорочни иницијативи и барања. Ги прифати и влегоа веќе во петиот сет на антикризни мерки.
Првично имавме тука во делот на носење на автономни мерки, кои што знаеме дека се со временско ограничување, меѓутоа по барање и на Советот на странски инвеститори, уште конкретно минатата година се донесе една одлука за укинување на царински стапки за 31 суровина и месо. Тука 31 суровина се однесуваше конкретно за автомобилскиот сектор и веќе од почетокот на оваа година се донесе уште една одлука за укинување на увозните царински давачки за 71 суровина која што се однесува на преработувачката индустрија. Ова е значителен импулс, посебно во услови на криза, стимулација за компаниите за да може да се одржат и да ги задржат оние извозни пазари кои што ги имаат, да не ги изгубат во меѓувреме, бидејќи трендовите со почетокот на кризата наговестува и такви моменти, пред се тргнувајќи од моментот дека ние сме увозно зависна земја и сериозно ни влијае овој инпут во суровината, увозот на суровина во финалната цена на производот кој што понатаму компаниите го извезуваат. Она што е тука за нас многу позначајно прашање и што било иницирано низ годините во комората е потребата за ревидирање на царинскиот тарифник кој што беше спомнат, затоа што на овој начин всушност ќе се овозможи постепено во насока на нашето и приближување кон Европската унија да се усогласиме со царинските стапки кои што важат и во унијата и во Светската трговска организација. Уште еден момент како иницијатива исто беше вклучен во петиот сет на мерки, би го спомнала само креирањето на фондот за поддршка на извозните компании. Знаеме дека многу мерки што во изминатиот период се носеа повеќе можеби во одреден дел каде што се однесуваа на поддршка на иновативни решенија во насока на зголемување на инвестициите, можеби повеќе беа фокусирани на малите и средните компании. Сега овој фонд што е замислен да функционира преку Развојната банка ќе се однесува и за големите компании, што беше едно од нашите барања. Министерот Бесими веќе го спомна моментот за измените во Законот за данокот на добивка, односно исполнувањето веќе во петиот сет на нашето барање да се покачи износот на исплата на регресот на вработените од 40 на 80% и ова е позитивен исход посебно за средните и големите компании кои што во поголем обем и во поголеми износи има желба да исплатуваат регрес на своите компании, затоа што во спротивно согласно претходното законско решение беа демотивирани тоа да го прават затоа што овие износи имаат третман на непризнати расходи за даночни цели. Воедно беше спомнат и моментот за намалување на даночниот биланс. Претходно тој беше уреден во член 19, во меѓувреме во конкретно декември месец се донесе измена на законското решение, каде што сега се овозможи овој сегмент кој што ние го предвидовме во услови кога компаниите генерираат загуби, да може да се продолжи на 5 години моментот на отплата на долгот, во смисла на тоа пета година од како се засметува, почнувајќи од годината кога е регистриран самиот долг. И воедно за оние компании кои што всушност почнуваат со својата работа и обавувањето на својата дејност, нашето барање да се изврши уште една измена во Законот за данок на додадена вредност, каде што бараме еден пофлексибилен пристап и да може да има доброволна регистрација за цели на ДДВ, некако што е сега временски ограничено, меѓутоа тоа да се одвива во текот на целата година. И од страна на председателот Азиски и од министрите беше спомнат нашето долгогодишно барање за законско нормирање за холдингот, меѓутоа утврдување и на даночниот третман на холдинг друштвата. Нема да се задржувам на тој сегмент. Во делот на законското решение за Законот за јавни набавки.
Знаеме дека долги години комората, она што беше клучно прашање, нели цената како најважен критериум. Долги години се боревме со тоа прашање, се правеа измени во законското решение. Сега имаме еден критериум најповолна економски најповолна понуда, меѓутоа бидејќи сепак ова прашање е прешироко дефинирано во самото законско решение, затоа сметаме дека е потребно да се донесат подзаконски акти и веруваме дека министерот што го најави дека имаат твининг проект заедно со Европската унија, дека и ова ќе влезе в дел од барањата на министерството, за да не се создаваат забуни во примената на ваквото решение од страна на економските оператори. И на крај последното само ќе се задржам на моментот за исто едно наше повеќе годишно барање, потребата за ревидирање на парафискалните давачки. Имено она работна група која што е формирана, Истопанската комора на Македонија има свој номиниран член. Веќе со почетокот на работата на оваа работна група спроведено е и анкетно истражување меѓу компаниите. Знаеме дека над 80% од нив бараат и очекуваат дека ќе настанат тука промени и дека сите парафискални давачки кои што ги детектираат и представуваат сериозен терет во нивното секојдневно работење. Иако е започната анализа кои од тие давачки треба да се укинуваат или да се намалуваат, веруваме дека тоа во краток временски период и ќе се направи, меѓутоа она што е и последно договорено заедно со Министерството за информатичко општество е дека ќе се почне дигитализација на овој процес во смисла на тоа на економските оператори да им се овозможи, значи полесен начин на аплицирање, на добивање на документите и начинот на нивното плаќање за да се одвива електронски, што значи заштеда на време и на трошоци, и од страна на компаниите таргетирани се првите 5 клучни институции од каде ќе се тргне, а тоа е Управата за јавни приходи, Министерството за финансии, Министерството за економија, за животна средина и транспорт и врски. Ви благодарам. Јас ја користам приликава пред да му дадам на представниците на компаниите да кажам дека денеска е најавена седница на Собранието на Република Македонија после долго време на пленарен состав, каде што требат некои закони да поминат кои што се предложени. Така да сакам да искористам приликата да упатам еден апел до сите чинители, односно до сите парламентарни партии, да имаат предвид во каква ситуација се наоѓаме и да направат максимум напори економските закони да ги пропуштаат во Собранието, затоа што иако тие се има добра волја од страна на владата да поминат и се дефинирани, со ваквото кочење создаваат сериозни лоши импути врз економската позиција на компаниите и заради тоа мислам дека сите заеднички се согласуваме од денешната средба да упатиме апел и позицијата и опозицијата и другите партии да го имаат тоа во предвид, затоа што секоја пара и секој ден се значајни во оваа ситуација во која што се наоѓаме. Да почнеме од десна страна, Анита. Добар ден на сите. Ми представува особена чест што сум денеска со вас. Јас би сакала да се надоврзам на она што го спомнавте вие, председателе, извршната директорка, и би сакала во оваа пригода да нотирам 3 исклучително важни политики кои што владата ги спроведе во изминатиот период, а кои што значително ќе придонесат за олеснување на работењето на компаниите. Прва таква политика беше поддршката и усвојувањето од страна на владата на новите правила за потекло на стоки во рамки на Паневромедитеранската конвенција. Да појаснам за јавноста, ова е значајна конвенција, значаен надворешно трговски договор, бидејќи со неа се синхронизираат над 60 билатерални протоколи за потекло на стоки, а од ъгъл на Македонија оваа конвенција е значајна бидејќи значително ќе ја олесни трговијата. Со земите потписнички на ПЕМ ги има над 50 на број, ќе придонесе за создавање на работни места, што е многу важно прашање од аспект на економскиот развој на државата во овие времења на предизвици. Знам дека владата го
планира имплементирањето на ПЕМ конвенцијата за крајот на оваа година, некаде во последниот квартал, но доколку имаме простор, баш поради тоа што спомнав дека оваа конвенција ќе го олесни работењето, ќе ја забрза трговијата, ќе придонесе кон создавање на нови работни места, доколку има простор, порачуваме владата да размисли за забрзување на имплементирањето на оваа паневромедитеранска конвенција. Понатаму, знам дека во тек се активности за воспоставување на регулативата за едношалтерски систем за царинење во ЕУ и за поздравување тоа што Министерството за финансии, односно Царинската управа, веќе преземаат одредени активности во оваа насока, но од особено значење е сите мерки кои што ќе се спроведат да се синхронизираат со мерките на Европската Унија, бидејќи тоа ќе придонесе кон намалување на административните бариери, намалување на парафискалните давачки и генерално намалување на административниот товар кој што го имаат компаниите. Последно, после долги години укажувања, она што спомнавте од страна на Стопанската комора, вредно е да се истакне дека ова е прва влада која што прави сериозни чекори во поглед на усогласување на царинските тарифи со тие од Европската Унија. А ова е секако нешто што треба ние, компаниите членки на комората, да го поздравим. Имајќи го предвид стратешкото значење на ова прашање за нас, за компаниите, Стопанската комора стои на располагање со сите своји капацитети да понуди помош во поглед на изработката на анализите за царинските тарифи. Од аспект на државата, усогласувањето на царинските тарифи со Европската Унија е значајно, бидејќи тоа ќе придонесе и ќе испрати силен политички сигнал пред Европската комисија и кон земите членки на ЕУ дека Македонија е подготвена да ги имплементира најдобрите пракси и најдобрите стандарди со Европската Унија. Ете толку од мене. Благодарам. Филип Морис, член на управниот одбор на комората. Андреа, председател на Сдруженијето за градежништво при Стопанската комора, едно од најактивните. Повели. Ви благодарам, председателе. Ги поздравувам представниците на владата. Јас, после се она што беше кажано, нема да се задржам детално за сето она како комора што го водиме со Министерството, туку ќе се задржам малце само да искоментирам мој став по однос на Законот за јавни набавки. И како Сдружение при Стопанската комора за градежништво и како Стопанска комора бевме привилегирани да учествуваме при креација на тој закон за јавни набавки. Многу сме стрекни што го доведовме до форма во која што денес постои. Долг беше нашиот пат, поготово за градежниците беше многу битно да се исфрли тој критериум на најниска цена, и тој се исфрли со одредени услови, но доаѓаме сега до потешкиот дел. Потешкиот дел е како да креираме економски, како да креираме аналитики за тоа какви да бидат условите за да се избере најдобар економски оператор. Значи сега стигаме до таа главна тема каде што како држава јас рачунам лично дека секогаш ги имаме најголемите проблеми. Како што го имавме проблемот во моментов со законот за минерални суровини, затоа што од цел Балкан сме најнапред и не можеме никако да го примениме во целосна форма, така да овде ја гледаме една слична позиција во која што сите треба да се потрудиме овој закон за јавни набавки да профункционира во правото светло. Јас сум само критичен како човек и како деловен човек и како приватен, така да мислам дека имаме многу посериозен проблем од тоа што се неговестува. За мене не е доволно да имаме добра законска рамка, него е доволно да имаме добар систем кој ќе кохабитира према рамката, а не ќе дисперзира. Во моментов градежништвото дисперзира. Било каков закон да донесеме за јавни набавки, ќе доживееме огромен неуспех, а сето тоа се толкува од страна на административците кои се знаеме на какво ниво делуваат и на какво ниво работат, за да се користат тие аномалии на системот и повторно да имаме одабир на компании кои што законот за јавни набавки нема да ни го донесе тој ефект кој го посакуваме. Напоменувам, најтешката задача во законот за јавни набавки е таа што ни престои, а тоа е како да креираме услови за да одбереме економски најдобар оператор. Како што во денешново време, за да бидете лидер, не треба да бидете одсечен, висок и строг, него треба да бидете детален, аналитичен и треба одлуките да ги носите во согласно со општествените потреби, така и во законите. Значи, тотално е небитно зашто донесовме закон за јавни набавки добар и ценам дека ќе имаме огромен неуспех доколку што побрзо не се приклучиме кон
креирање на тие услови за добивање на јавните набавки. Комората со цел свој капацитет стои на располагање и цениме дека Министерството и водата би требало многу повеќе да ги користат капацитетите на комората, со оглед на тоа дека тука стручноста доаѓа до израз и проблемите доаѓаат до израз само заради тоа да се решат, а не да се коментираат и дебатираат. Тоа е едно од по мене најбитни прашања во моментов. Мислам дека во моментов за јавните набавки не се на посекуваното ниво, не се спроведуваат согласно законот и ја немаат целта која имаше законот. И ценам дека креирањето на мерки би требало да продуцира учество на нашата комора или на било која друга комора која е спремна, затоа што тие работи што следуваат, треба да се направат, претежно се работат од стручни луѓе што сакаат тоа да го направат со љубов. Тоа не може администрација чисто или чисто деловни партнери да ги креираат тие услови, зашто сите се на некој начин субјективни. Така да би требало како влада да имате на увид дека доколку тоа не се случи, законот ќе ни пропадне ефектот од законот. И само да напоменам уште една кратка работа, тоа е, ве молам уште еднаш да размислите како во пост-ковид кризата би ги заштитиле македонските компании се со цел преку нив да се избавиме од економската криза. Конкретно зборувам за градежништвото. Рачунам дека едно од трите стопански гранки со чие интензивирање на работите би можела кризата да се преброди полесно. А цениме дека учеството на домашните капацитети и користењето на домашните производи е една од првите тенденции тоа да биде на посекуваното ниво. Толку. Ви благодарам. Андреа Серафимовски од нашата најуспешна градежна фирма Гранит и да слушниме нешто од странските инвеститори, така? Тоа е. Јас најпрво да се заблагодарам за денешната покана на оваа работна средба во најголем број од точките или темите кои што веќе беа иницирани од страна на бизнис заедницата. Значи, представниците на Стопанската комора и представниците на владата веќе ги елаборираат, не би сакала повторно нормално да се навраќам за нив. Навистина сум радосна што после долги години напорите на компаниите конечно се претвораат во законски решенија. Единствено што можам да порачам е овај тренд, значи на меѓусебна симбиоза и соработка помеѓу бизнис секторот и институциите да продолжи и понатаму. Ви благодарам. Мислења на компаниите, коментари имате ли некој? Коментар не, но само веројатно ова е доказ дека имаме добар пристап, а тоа е со меѓусебен диалог и комуникација стигнуваме до добри решенија. Јас секогаш велам дека не може да има одлични решенија, затоа што кога се одлични решенија се само за едната страна, а кога се добри се за двете страни. Тоа исто кога имате во game theory of game. Мора некој да изгуби нешто, но сите да се срекне и ние тоа сакаме, да сте вие задоволни со решењата, а секако ние како влада да сме задоволни со законските решења, затоа што осигуруваме навистина не само предвидливо деловно обкружување, но и понатаму. За последното околу странските директни инвестиции работиме интензивно, веќе формиравме работна група и за проблемот за работната сила, за еден член од законот за работа на странци и законот за работни односи, кој што во суштина дава одредени потешкоти во секојдневното работење, но ќе направиме такво решение во кое што ќе осигураме дека мобилноста на луѓе, особено на пазарот на трудот, ќе биде на највисоко можно ниво, без при тоа да се навратам на представникот од Гранит, да направиме да нашата работна сила, која што е достапна овде, не биде оставена во втор ред. Секако императив наш е да го намалуваме бројот на невработени, да ја зголемуваме нивната вработливост, но при тоа на компаниите да им овозможиме да имаат можност за специфична работна сила, да можат лесно и преку лесен пристап да тоа го осигураат и заедно еве со стопанските комори тоа го работиме како една дополнителна точка надвор од овие точки кои што денеска ги разговарав. Значи сите овие окружувања се добро дојдени, јас да се заблагодарам на соработката и важно е не само ради тоа што ние имаме добра соработка и дава резултати,
Важно е во целиот процес дека ние во овој процес на концепт за економски раст и развој на земјата сме партнери. Значи владата и стопанството се партнери, како и пошироката јавност и граѓанскиот сектор. Меѓутоа, зошто го кажувам ова, и во изјавите на ММФ и Светска банка, и во Стандард и Пурс и ова Фич, што се кредитни рейтинзи, секаде се потенцира, значи, успешноста на економските политики во смисла на ублажување на ефектот и давање на јасен патоказ. И ова, јас сум го кажал неколку пати, ќе го повторам тука, не само денес, но и во иднина. Значи, клучно е довербата помеѓу политиките на владата и приватниот сектор, затоа што доколку не се проследат политиките да бидат кредибилни, приватниот сектор да им верува, тешко дека може да се остварат во смисла на инвестиции и така натаму. Значи, ова е клучно. Доколку таа меѓусебна доверба, доколку политиките се кредибилни, можеме да постигнеме резултати. Затоа, ова што го правиме денес тука и во континуитет, што еве го постигнуваме во овој период, е клучно за да се испорачат резултати. Затоа што во друга смисла, во економија многу важни се очекувањата, а тие се па уште поважни во време на неизвестност, кога тешко се предвидува. Довербата, партнерството е клучен момент во период на криза, да стоиме заедно, да се координираме и да настапиме за да покажеме резултат. Тоа е важно затоа што доколку нема доверба во политиките, парите што се дават од буџет, што се пари на граѓаните, не го постигнуваат истиот ефект. И затоа е важно ова што денес го зборуваме тука, да постигнеме резултати со политиките да дадат ефект. Јас во овој период само можам да кажам дека до сега сме имале добри резултати во смисла да се ублажи ефектот, но уште повише не очекува во наредниот период. Затоа очекувам дека ваква соработка и во иднина ќе продолжи помеѓу владата и бизнес заедницата, приватниот сектор, но и пошироката јавност, тоа што се обидуваме да го направиме. Не е ова случајно свикано да можат директно представниците на владата да го пренесат ставот на приватниот сектор таму каде што е, меѓутоа има и неколку прашања што треба да се пренесат и во собрание. Автономните мерки кои беа преточени во законски решенија за акцизите, за екстра лесното гориво, завршување на случајот со Гама и со државата и така натаму, чекаат на одблокирање во собранието. Ево уште еднаш апел да тоа се направи, затоа што мислам дека интенциите, законите се поднесени, поминати и така натаму. Таквото блокирање создава реперкусии за бизнисот на пазарот и така натаму и треба да се направат напори да се тоа надмени. Значи и во рамките на владата да пренесите и во рамките на собранието дека приватниот сектор инсистира на брзо и ефикасно разрешување на прашањата ако сакаме да поттикнеме некаков понатамошен развој во овој период во кој што се наоѓаме. Сесарна помош како комората ќе даде и во креирањето на фондот за извоз. Знаете вие дека Стопанската комора се стреми према извозот и према индустријските капацитети како излезнот од кризните ситуации во кои што се наоѓаме, така да преку Коморскиот инвестиционен форум и преку контакти со Европската унија и проекти што ги имаме на располагање, ќе се потрудиме да во соработка со земјите на Западен Балкан тие ще искористиме и нешто од тие средства да го поттегнеме овој фонд, а ево патувам апел уште еднаш дека тоа треба да биде еден од клучните моменти за поддршка, како што кажа Билјана, на големите компании, затоа што малите компании се поддржани и од разни програми преку Европската унија, преку разни други инструменти, институции и така натаму, а големите компании кои што треба да бидат локомотива на развојот, исто така треба да знаат дека владата стои зад нив и ги поттикнува во тие процеси.